Како да се преживее кога економијата пропаѓа? Дури и сега почнуваме да ги чувствуваме долгорочните последици од коронавирусот во нашиот личен живот и во животот на нашите семејства. Краткотрајните последици со илјадници мртви и милиони болни се доволно лоши, но има, почитувани пријатели, значителни дополнителни последици со кои се соочува општеството сега. И сите ние тоа го, верувам, чувствуваме од оваа епидемија. Економскиот удар на пандемијата погоди многу семејства со полна сила. Многу невработени во време на криза сега се враќаат на работа, но се уште ги чувствуваме последиците од изгубените приходи од времето кога не работевме или кога луѓето не одеа на работа. Многу од нив беа испуштени од своите работни места. Берзата, например, падна за време на пандемијата и милиони луѓе го загубија речиси сето она што го заштедиле во животот на лекување или на некои други трошоци. Целокупната светска економија е на разнишени терени и се прашуваме дали животот некогаш ќе биде ист. Економската слика во догледна иднина изгледа страшна. Многу компании, многу фирми кои беа принудени да ги затворат своите врати, можеби никогаш нема да закрепнат и да бидат повторно рестартирани. Во извештајот упатен до светските водачи на адвентистите, стручникот за инвестиции Тим Ака ја дал ова острумна забелешка. Многу луѓе живеат од плата до плата, со малку или без заштеда. Поради коронавирусот, тие се наоѓаат во финансиска дилема. Невработеноста, например, во Америка достигнала 20%, највисок од 1934 година. Европскиот бруто национален производ падна за речиси 15% во вториот квартал на 2020 година. Еден извештај укажува на тоа дека економијата на Соединетите Американски држави и еврозоната можеби нема да закрепнат се до 2023 година од кризата со коронавирусот, според новиот извештај на ова компанија. Латинска Америка и Карибите ќе ја доживеат најголемата економска криза во историјата во 2021, односно 2022 година, поради новата пандемија на коронавирусот. Денеска сите агенции не предупредуваат, како например Обединетите нации. Тие кажуваат дека доаѓаат тешки години, односно тешки месеци. Што да кажеме за нашата земја? Исто така е погодена од таа криза. Многу луѓе останаа без работа, без екзистенција и без месечна плата. Ова едноставно значи дека повеќе луѓе ќе останат уште повеќе без работа, повеќе компании ќе банкротираат, повеќе семејства ќе бидат под силен финансиски притисок и повеќе земји ќе се борат да ги обезбедат основните услуги за своето население. Најмногу ќе страдат сиромашните и оние кои немаат привилегии, бидејќи зависат од платите и немаат заштита. Обично не можат да ги обезбедат најосновните животни потреби за своите семејства. Меѓународните пазари доживеа сериозен пад. Десетици земји наскоро би можеле да претрпат катастрофален глад како резултат на коронавирусот, изјави представникот на Обединетите нации. Глад од библиски размери се навестува. Може да се случи и во наредните месеци поради фактори како што се намалувањето на помош од страна. Потоа цената на нафтата отиде многу високо. Туризмот пропаѓа, се вели Дейвид Бисли, директор на Светската дивизија за исхрана на Обединетите нации. Тоа се докази, тоа се информации кои може да ги проверите, почитувани гледачи. Се уште нема глад, вели Бисли, но морам да ве предупредам. Ако не се подготвиме сега и не реагираме сега да добиеме пристап, да избегнеме недостиг од финансиски средства и да го затвориме бизнисот, би можеле да се соочиме со многобројни гладувања од библиски размери во следните неколку месеци.
Милиони граѓани кои живеат во земји со конфликт, вклучително и многу жени и деца, се доведени на работна гладување, при што сиништето на глата е мощна, реална и опасна можност. Тоа се документи кои се објавени на интернет ови информации. Каков ќе биде исходот од сето ова врз нашите лични финанси, почитувани гледачи? Како ова ќе влијае на нашите семејства? Какво влијание ќе има ова пандемија врз нашето ментално здравје? Кои ќе бидат долгорочните последици по нашето здравје? Секако, најмногу од се што можеме да направиме за да се преживее или да ги преживееме овие катастрофални последици од коронавирусот и од другите пандемии или катастрофи што не снаоѓаат, ние мора да имаме чврста вера во Господа. Ова не е првата несреќа што го погодила овој свет, а сигурно нема да биде ни последната. Како можеме да останеме силни пред овие глобални епидемии и природни катастрофи кои се почесто и почесто ќе го погодуваат токму во светот во кој ние живееме? Во ова тема или во ова предавање ќе се фокусираме на 4 специфични области на преживување. Прво, како можете да преживеете финансиски во време на криза. Второ, како вашето семејство и вашите деца можат да преживеат. Трето, како можете физички да преживеете. И четврто, како можете емотивно да преживеете. Како да се преживее ова финансиска криза или овој финансиски колапс. Во 6. век пред нашата ера, најбогатиот човек на светот бил Крес. Може би непознат за сите нас, но сепак историјата го забележала. Крес бил крал на Лидија од 560 година до 547 година пред нашата ера. Нему му се припишува издавањето на првиот вистински златник, изработен според стандардна чистота за општ промет. Еден ден кралот Крес го прашал филозофот Солон, кој е најсреќниот човек на светот. Одговорот на Солон, како што е забележен од грчкиот историчар Херодот, бил отприлика вака. За да живеете добро, мора да се подготвувате да умрете добро. Има нешто трагично лошо во општеството, почитувани гледачи. Обседнато со заработување на пари. Денеска постои потрага по среќа во материјалните работи и тоа не води никаде. Обитот да го исполниме нашиот живот со предмети, со материјални блага, на крајот ќе не остават празни. Солон бил во право. Има многу повеќе во животот отколку само да заработуваме пари. Норман Казнис, уредник на едно списание, дал мощна, промислена и прониклива изјава пред 40 години. Така било и тогаш, но уште повеќе денес. Еве што запиша. Толку сме зафатени околу тоа да се расшириме, да ја зголемиме величината и да го красуваме нашето лично кралство, што забораваме дека ниту еден период во историјата немал толку ослабени потпори како нашата. Ние сме толку, на жалост, обседнати со купувањето, што не сваќаме дека постојат морални завратки во нашето општество. Темелите пукаат полека. Може би инвестираме пари на погрешни места, почитувани. Библијата ни ги представува вечните финансиски принципи, кои навистина имаат смисла, имаат логика. Ни ги открива Библијата финансиските тајни, за кои поголемиот дел од светот може би не знае. Тоа ни помага да ги преиспитаме нашите приоритети, да го бараме повеќе вечното отколку земното, она што е поминливо. Божето Слово не води во инвестиции кои се исплатливи на долг период. Еве 3 финансиски принципи од Библијата кои ќе ни овозможат да ја надминеме оваа финансиска криза. Прво, прифатете ја вечната вистина, дека Бог е творец на овој свет и собственик на се во него. Бог е тој кој е собственик, а не ние. Ние сме само негови пристави. Во Псалам 50 Давид ги запишува Божите зборови упатени до него во време на голема потреба.
Бог го подсетува дека тој е творец задолжен за овој свет. Еве што запишал Давид. Зашто мои се сите горски зверови и добитокот по горите и говедата. Ги познавам сите птици небески и убавината на полињата е пред мене. Ако огладнам, нема да ти кажам тебе, зашто моја е вселената и се што ја исполнува. Псалам 50 глава од 10 до 12 стих. Давид одговара на чудото на Божјото создавање во Псалам 104. И еве што кажува. Колку се многубројни делата Твои, Господи, се си направил премудро. Земјата е полна со Твоите созданија. Ете го морето, големо и пространо. Таму се движат безброј лазачи, мали и големи животни. Псалам 104, 24 и 25 стих. Пророк Исаја додава дека светот Божи не е само затоа што тој го создал, туку затоа што тој го откупил. Еве што пишува. Сега вака вели Господ, кој те создал Јакове, кој те создал Израел, не плаши се, те повикав по име, ти си мој. Исаја 43 глава 1 стих. Кога нашиот Господ го создал овој свет, му го доверил на Адам. Бог му дал на Адам власт над сите суштества и еве што кажал. Односно може да прочитате во Битие во 1 Мојсеева 1 глава 26 стих. Кога Адам сгрешил во Едемската градина, се откажал од своето право на власт. Луцифер, паднатиот ангел, ја присвоил власта и ја презел контролата на целата земја. Библиските писатели често пишуваат, почитувани пријатели, драги гледачи, за Луцифер како кнез на овој свет или кнез на воздухот, на воздушните сили. Христојот безгрешен живот и заменичка смрт целосно ја платиле откупнината за нашите греови. На крстот судбината на сатаната била запечатена и залогот за обнова нова земја бил завршен. Може да погледнете, да прочитате во Ефесјаните 1 глава 14 стих или во Јован 12 глава 31 и 32 стих. Бог е вистинскиот собственик на оваа земја. Со создавањето и со откупувањето Бог се ја вратил повторно земјата. Се што имаме е дар од неговата благодат. Ние сме управители на добрата што Бог ни ги доверил. Ние сме биле и сме Христови. Тој не создал и не откупил. Овој свет е негов. Тој го создал на почетокот и ја пролил својата крв за да не откупи. Кога ќе го разбереме овој концепт, дека Христос не создал и не откупил и се што постои на оваа земја негово, тогаш поинако ќе ги сватиме работите. Тоа што го имаме навистина не е наше. И затоа Мојсей еве не опоменува. Но да го помниш Господа твојот Бог, зашто Тој ти даде сила за да го здобиеш со богатство, за да го исполни како денес. Својот завет, кој со заклетва, кој беше потврден на твоите предци. Второ Закони 8 глава 18 стих. Можноста за да се заработи и силата и здравието, почитувани, доаѓа од Бога. Секој здив доаѓа од Бога. Тој е оној кој ни ја отвара вратата на можностите за финансиски опстанок. Тој е оној кој ни дава, не одржува и не поддржува. Го имаме дарот на неговата благодат. Се што имаме е негово, затоа што тој не создал и не откупил. Ние сме управители на неговиот имот, а не собственици. Ние понекогаш се правиме собственици, а Бог е собственик. Апостол Павле ја разјаснува ова мисла со зборовите: а од управниците понатаму се бара секој од нив да се покаже верен. 1 Коринќаните 4 глава 2 стих. Значи ние сме управници Божи. Управител е оној кој управува со тук имот, финансии и други работи. Ние сме управители, а тоа сме ние токму и ние сме одговорни пред Бога. Ние не сме собственици на овој свет или на што било што го поседуваме. Бог како Творец е собственик на се. Сепак, тој ги поставил Адам и Ева и другите потомци да владеат, им дал овластување над сите други суштества, поставувајќи ги во Едемската градина за да ја обработуваат и да ја чуваат. Апостол Павле не учи, почитувани гледачи,
дека од управителите се бара да бидат верни во се за што се грижат, вклучително и финансиите. Исус додава, верниот во малку и во многу е верен, а несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив. Лука, 16 глава, 10 стих. Готфри Дейвис, кој напишал биографија за војводата од Велингтон, еве што рекол. Најдов една стара книга во една книга која ми покаже како војводата ги трошел своите пари. Значи, пронашол една сметка во некоја книга. Тоа беше многу подобар начин да видам што навистина му е важно во животот, отколку да ги читам неговите писма или говори. Начинот на кој постапуваме со парите ја открива длабочината на нашата посветеност на Христа, почитувани. Зато Исус толку често зборувал за парите. Една шестина од Евангелијата, клучувајќи едно од трите приказни, се однесува на управителството. Исус не бил собирач на средства. Исус не бил благајник. Тој се занимавал со прашањето. Тој не се занимава со пари во рака, но тој се занимава со прашањето на парите, бидејќи парите се важни. Меѓутоа, тоа не значи премногу за некој од нас, да ние толку се држиме за тие пари. Второ, верувајте дека Бог, кој ве создал и ве откупил, се грижи за вас и ќе ви го даде она што ви е потребно. Вечниот залог гласи: мојот Бог по своето богатство нека исполни секоја ваша потреба за слава преку Христос Исус. Филипјаните, 4 глава, 19 стих. На сите што веруваат, односно на сите оние што се управители, Бог им дава уверување дека ќе ги задоволи нивните потреби. Потребите на Божите деца се веќе запишани во небесните банки. Исус вели: зошто се грижите? Или не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме, но барете го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. Матеј 6 глава, 31 до 35 стих. Пандемијата не може да ги избрише Божите ветувања. COVID-19 не ја избришала сигурноста на вечната Божја реч. Коронавирусот не треба да предизвика криза на доверба во Божјата способност, да ги реши проблемите и да ги обезбеди нашите потреби. Тоа може да не доведе до уште подлабока вера, поголема доверба и посигурна надеж во Бога. Во нашите најголеми предизвици, Божите ветувања се уште тука. И затоа да се држиме, почитувани гледачи, за тие Божи ветувања. Ова го доживеав во собствениот живот, раскажува еден човек. Татко ми стана адвентист кога имав 13 години. Ја изгубил работата поради празнувањето на библиската сабота. Освен тоа, татко ми донесе одлука да биде верен во враќањето на десетокот и даровите. За да ги задоволи потребите на нашето семејство, тој работеше на 3 работни места со скратено работно време. Животот не беше лесен, но често се сеќавам дека цитираше 2 библиски ветувања. Кога се прашував како Бог ќе се грижи за нас, тој во својот тивок, одлучен начин кажуваше. Најпрвен ги цитираше овие библиски текстови. Матеј 6.33. Сте го слушнале и тоа, дека им било речено на старите: не колни се криво, а заклетвите пред Господ исполнувај ги. Тогаш ќе додадеше: мојот Бог по своето богатство нека исполни секоја ваша потреба за слава преку Исус Христос. Филипјаните 4 глава, 19 стих. Верноста на татко ми и постојаната доверба во Бога на целото семејство му влеваше уверување и надеж дека во нашето време на искушение Бог ќе не избави. И така беше, почитувани. Може би го немавме целиот луксус, понатаму продолжува овој човек со своето искуство. Го немавме целиот луксус што го имаат другите семејства, но имавме нешто што беше многу поважно. Татко му беше верен на Бога и кој ни даде верување дека можеме целосно да му веруваме на Бога во нашиот живот.
кога времињата се тешки и нашите финансии се ограничени, да му веруваме на Бога во тие времења на искушенија. И навистина тоа представуваше чин на нашата вера. Тоа е како да му велиме: Боже, верувам дека можеш да се грижиш за мене. Го ставам мојот живот во Твоите раце. Верувам во Твоите ветувања. Давањето почитувани гледачи е опиплив израз на нашата вера. Основата на христијанскиот живот е доверба. Тоа е вера во Бога дека Тој се грижи за нас, за нашите финансии, за нашето здравје и нашиот живот. Вера дека живиот Христос, кој ни осигурал спасение преку својата милост и сила, преку Светиот Дух, ќе го исполни своето ветување за нашите потреби денеска. Тоа е доверба дори и во време на глобална пандемија, која што може да го допре нашиот живот, животот на нашите најблиски. Кога веруваме во Бога во време на искушение, тоа му дава можност да направи Бог повеќе за нас, изобилно се што ќе побареме или помислиме, вели апостол Павле во Ефесјаните 3 глава 20 стих. Тоа ја отвара вратата на нашето срце, за да ги примаме неговите изобилни благослови. Верата понатаму, драги гледачи, возможува небесните богатства да се излијат во нашите животи и од неговите изобилни ризници на благодата. Бог ја има под контрола секоја криза, па и ова пандемија. Страшната разорна пандемија не ги бриши неговите ветувања. Кога живееме живот исполнет со доверба, ние сме сигурни во неговата љубов денеска, утре и за секогаш. Број 3. Предупредите ги вашите приоритети за Исусовото доаѓање. Да ги едноставно средиме тие наши приоритети. Библијата ни дава извонредни пророштва во врска со економските кризи во последните денови од историјата на земјата. Најголемото богатство што можеме да го имаме личната врска, личната заедница со Исуса Христа, најскапоцениот бисер. Тој ни нуди изобилна радост, внатрешен мир и трајно задоволство. Задоволствата на овој свет, почитувани пријатели, наскоро ќе поминат, ќе исчезнат. Кога нашата среќа, задоволство и сигурност доаѓаат од материјалните работи, а потоа економијата најнаш ќе пропадне или пропаѓа полека, ние остануваме обесхрабрени. Тогаш сме ние потиштени и стануваме депресивни. Но кога нашата вера е закотвена во Исуса и во вечното богатство на Неговото Слово, ние сме тогаш сигурни. Имаме надеж, веруваме во Божите ветувања. Апостол Јаков ги открива измамите на последните денови и разочарувањата на оние кои ги сметале парите за свој Бог. Ајде да читаме во книгата на апостол Јаков. Ајде сега вие богати плачете и липајте за страшните маки што идат на вас. Богатството ваше изгни, а лиштата ваши молци ги изгризаа. Златото ваше и среброто ви зараѓа, и рѓата нивна ќе биде сведоштво против вас и ќе го изеде телото ваше како оган. Сте насобрале богатство за последните дни. Ете платата што сте ја задржале од работниците кои работеле на вашите ниви, и извиците на жетварите дојдоа душите на Господа Саваот. Се веселевте на земјата и се насладувавте, ги згоивте срцата ваши како за ден на клање. Јаков 5 глава од 1 до 5 стих. Во статијата од 19 ноември 2019 година, објавен на онлайн магазинот жртви на лотаријата, 7 луѓе кои освоиле многу на таа лотарија и изгубиле се. Авторката Сандра, еве, ги опишува тие тешки резултати на 7 семејства кои добиле на лотарија. Семените врски се влошиле, значи добиле големи суми на лотарија. Раскошното трошење го заменил штедливиот живот. Алчноста ја проголтала нивната радост и многу често следеле злоупотреба на дрога и алкохол. Кога семејството во Њујорк добило на лотарија
bile presrekni. Tatkото работеше во фабрика. Джони, кој имаше 26 години, товареше гајби на пристаништето. Тим одеше на вечерно училиште. Таткото го подели милионот на синовите. Сите велеа дека нивните пари нема да ги променат нивните планови. Но во текот на следните години се случил конфликт во семејството. Момчињата престанале да разговараат со својот татко еден со друг. Џони го потрошил својот дел на кладење на коњи. Тим на раскошни забави и на жени со кои излегуваше. Мајката го обвини таткото дека крие дел од својата добивка од неа. За 2 години сите беа на суд поради неплаќање данок на доход. Тоа се проклети пари, рече мајката. Момчињата почна да пијат прекомерно и едноставно беа на пат да станат алкохоличари. Пред да дојдат на лото, биле умерени, срекни како во семејство. Но кога добиле огромни пари, еве што се случило. Кога нашата среќа зависи од количината на пари што имаме, почитувани пријатели. Во трка сме под илузија. Парите ни дават само привремено задоволство и површна среќа. И затоа книгата на Откровение го опишува економскиот колапс што ќе дојде пред Исус да се врати на оваа земја. Они кои се подпирале на своите пари како извор на среќа, ќе бидат многу, многу разочарани. Она зашто живееле, брзо ќе исчезне. Нивните соништа ќе бидат за секогаш уништени. Откровение 18 глава предскажува ненадеен економски колапс што ќе го запрепасти целиот свет. Еве да читаме заедно. Откровение 18 глава од 17 до 19 стих кажува дека продавачите на овој свет плачат зашто во еден миг пропадна толку големо богатство. Силата на Антихриста ќе се обиде да го обедини човештвото околу фалсификување, односно лажен ден за богослужба. Во обид да воведе мир и безбедност во светот, ќе формира конфедерација на верски, политички и економски сили. Природните катастрофи, економскиот колапс, политичките конфликти и социјалниот хаос само ги закоравуваат срцата на многу луѓе. Едноставно, тие ќе се кренат против Бога. Додека Бог го повикува целиот свет да се обедини со неговите вистински обожаватели на законот, оваа заедница на црковна, државна и економска мог, еве што ќе кажува. Колку што се прослави и живееше раскошно, толку мака и јад вратете и. Зашто во срцето свое си вели, седам како царица, вдовица не сум и мака нема да видам. Зато во еден ден ќе сплетат казни, ќе дојдат казни, смрт, жалост и глад, и ќе биде изгорена во оган, зашто силен е Господ кој ја суди. Откровение 18 глава. А стихот 19 вели, зашто во еден миг запусте. Да, почитувани гледачи, тоа ќе се случи. Големата конфедерација на злото продолжува да му се спротивставува на Бога и е слепа за тоа што ќе се случи. Царевите и трговците, политичките и економските интереси, кои се обединуваат со отпадничкиот верски систем, жалат за низиниот пат. Тие се здружиле со неа и живееле луксузно, додека ја заекнувале моќта над земјата. Сега текстот вели паѓаат со неа и тагуваат додека страдаат под Божјата осуда. Не тагувајте поради нивните греови и бунт против Бога. Тие се жалат на последиците од нивниот грев. Отеднаш има економски колапс. За еден миг нивното богатство е уништено. Ја стават својата доверба на погрешно место. Ти има доверба во своето богатство и материјалните работи, наместо да веруваат во Божите ветувања. Ова води до едно многу практично прашање. Како нашето семејство може да ја преброди економската криза во тие тешки денови? Во Соединетите држави била спроведена обсежна студија на национално ниво за ефектите од кризата со коронавирусот под наслов влијанието на кризата COVID-19 врз вработените семејства. И еве што било
откриено, односно каков заклучок донеле. Студијата била спроведена од научници за јавна политика и економија од коледжот Бернард при универзитетот во Колумбија. И едноставно, кога тие ја правиле таа анкета, донеле таков заклучок, односно го донеле следниот заклучок, бидејќи студијата е објавена на 30 март 2020 година и тие навестуваат дека избумнувањето на нов вирус длабоко ќе влие на многу американски семејства. Значи, плюс овој сега што е коронавирус. Можеме да додадеме дека, иако ова студија се фокусира на влијанието на семејниот живот во САД, истите резултати ќе се повторуваат и во земјите низ целиот свет. Од 25 март 2020 година, 21% од самите испитаници во таа студија рекле дека трајно ги загубиле своите работни места, додека 20% биле привремено отпуштени. Мнозинството, 55%, рекле дека некој од семејството бил отпуштен од работа. Они кои се уште работат, 51% работеле со скратено работно време. Тие бројки според студијата се многу посериозни и се појавија побрзо отколку за време на глобалната депресија која започна во 1929 година. Вили и Елен Оливер, експерти за семеен живот, еве што запишале. Сигурно е дека кога во семејството некој ќе доживее губење на работното место, таа реалност е поврзана со високо ниво на анксиозност, депресија, заедно со другите предизвици за менталното здравје. За жал, овие ефекти врз менталното здравје од губењето на работното место веројатно нема да бидат краткотрајни. Претходните студии открија значително зголемување на самоубиствата кај возрастните и оние помладите, како резултат на економската депресија. Всушност, почитувани гледачи, се чини дека менталното здравје значително се нарушува. Дури меѓу оние кои не доживееле некој во нивното семејство да изгуби работата, или кога невработеноста е многу помала отколку што ја доживеавме за време на пандемијата. Но очигледно самата психоза која слушаме информациите влие на нашиот живот, на нашето здравје. Важно е да се споменеме дека овие резултати влијат и на другите области од животот, вклучувајќи ги секако и послабите резултати од тестовите на учениците, а со тоа на помал број студенти кои се запишале на факултет, но кои доживееле негативни искуства во својот живот. Значи, влијаело и на помалите деца, дури и на поголемите на студентите. Ваквите последици на краток и на долг рок имаат многу поголемо влијание врз оние кои се обесправени, што резултира со здравствен јаз и јаз во постигнувањето што станува се поголем јаз меѓу богатите и сиромашните. Ѓаволот, почитувани гледачи, сатаната, најголемиот непријател на Исуса, тој од секој зло сака да извлече некоја своја корист. Без разлика дали работи преку фарисеите и другите верски водачи во времето на Исус, за да го подкопа Божјото дело во име на спасување на грешниците, или е причина за пандемијата што зароби милиони и милиони нивни животи. Не знаеме, но сатаната е секогаш тој што го твори злото. Од сатаната произлегува злото, почитувани гледачи. Но имам вечерва добра вест за вас. Да бидеме сигурни дека Бог не е некој отсутен газда, кој не оставил да се грижиме сами за себе. Тој го испратил својот Спасител Исус Христос, за да можеме да имаме изобилен живот, без оглед на нападите на злобниот, на ѓаволот. И покрај неверојатниот притисок што економската криза го врши врз нашите семејства, постојат начини како родителите да го зачуваат својот здрав разум и разумот на своите деца во ова нестабилно и непредвидливо време. Вили и Елен Оливер ги дават следниве практични совети. Тие велат: прашите ги вашите деца за што размислуваат и едноставно слушајте ги. Дури ако тие ви кажат работи кои може да ве вознемират, бидејќи се вистински, не покажувајте дека ве изненаделе.
Na vašte деца им треба безбедно место каде што ќе зборуваат слободно и ќе имат можност да ги изразат своите чувства. А вие треба да им го овозможите тоа. Слушајте ги вашите деца кога ви зборуваат. Второ, бидете таков пример кој би сакале тие да го следат. Грижете се за вашата духовна, физичка и емоционална состојба, поминувајќи повеќе време со Бога, вежбајќи, хранејќи се здраво и негувајте позитивни мисли. Тоа се начини како да ја пребродим ова криза. Практикувајте трпение и љубезност, како што се налага во Библијата, во Светото писмо. Трето, молете се секојдневно со вашите деца. Дозволете вашите мисли да бидат со Бога, кој ветил дека никош нема да ве остави. Може да читате Матеј 28 глава 20 стих. Таму пишува дека треба да име целосна доверба во Бога, зашто Исус е постојано со нас до крајот на светот, до крајот на векот. Како да се преживее во тешки времења, кога имаме сериозни проблеми со нашите финансии? Може би тоа прашање постојано се појавува во нашите мисли. Како да го сочуваме нашето здравје? Како да се сочуваме од последиците врз нашето физичко здравје и здравјето на нашите семејства? Пандемиите носат секако со себе сериозни последици, дури и по завршувањето на пандемијата. Истражувачите јасно укажуваат на врската меѓу лошото здравје и скратениот животен век со месеци, ако не и години, по големиот грип или некои други катастрофални здравствени кризи. Исто така, почитувани гледачи, тие ги потврдиле основните здравствени принципи кои ќе ни помогнат да полесно го преживееме ова време на криза. Повеќето смртни случаи во времето на пандемијата COVID-19 беа кај пациенти кои страдале од некои срцеви заболувања, може би имале висок крвен притисок, диабетис или дебелина. Едноставно кажано, колку е посилен вашиот имунолошки систем, толку се поголеми вашите шанси да ја преживееме ова пандемија. Колку е подобро вашето физичко здравје, која ќе започне кризата, толку се поголеми шансите за преживување. Затоа, ајде да ги послушаме тие совети, да ги примениме во нашиот живот. На 20 април 2020 година Европското списание за клиничка исхрана објавила вест, односно објавила статија за улогата на исхраната врз нашата здравствена состојба или пак врз нашите навики за преживување на пандемијата. Авторите еве што наведуваат. На индивидуално ниво, заедничкиот именител што дава препораки за исхрана и исхрана за бора против вирусните инфекции, вклучително и COVID-19, лежи во врската помеѓу исхраната и имунитетот. Во реалноста, постоечките докази укажуваат дека исхраната има многу големо влијание врз човечкиот имунолошки систем и подложноста на болестите. Според тоа, одговорноста на секој поединец за време на пандемијата COVID-19 лежи во напорот да избере здрав начин на живот, да јаде храна богата со овошје и зеленчук, да вежба во слободното време, да се труди да одржува здрава тежина и да спие доволно. Покрај грижата за нашето здравје, колективна одговорност на поединецот е да избегне ширење на дезинформации поврзани со начинот на исхрана и COVID-19. Написот подолу ги дава следните 8 препораки. Сметете ги овие препораки како водич за преживување на секоја криза. Јас сега ќе ги спомнам, почитувани гледачи. Број 1. Обидете се да јадете избалансирана храна, односно избалансирани оброци. Второ, избегнувајте нередовно грицкање. Трето, изберете храна богата со витамини А, С, Е, B6, B12, цинк, железо и така натаму, како што се цитрусите, темнозелениот зеленчук, јаткастите плодови и мелени производи.
Четврто, одржувајте здрав начин на живот со вежбање дома. Пето, спијте доволно. Значи, од 6 до 8 часови за возрастните. Шесто, поминувајте време во размислување. Седмо, избегнувајте пушење, алкохол и дрога. И седмо, не станувајте жртва на едноставно некои недокажани или чудотворни лекови. Божја намера е вие да преживеете и да напредувате во време на криза. Затоа, вели, се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што е добро на твојата душа. 3 Јованова 1:2. Иако живееме почитувани во свет на грев, во свет на страдања, болести, и ние можеме секогаш да ги избегнеме болестите. Не можеме секогаш да ги избегнеме болестите, но Божја намера е колку што е можно повеќе да живееме еден здрав живот, да живееме живот кој навистина ќе биде угоден на Бога и за наше добро здравје. Никогаш не е досна да почнеме да донесуваме добри здравствени одлуки за нас и за нашите семејства. Како да се преживее емотивно во тешки времиња. Грижите и самата вознемиреност ги зафатија милиони луѓе. Се плаша дека ќе бидат погодени од коронавирусот или од некоја друга заразна болест. Слушнале за зголемување број на смртни случаеви и луѓето треперат од страв, луѓето се во стрес. Тие се плашат за своите деца, за внуците или за своите остарени родители. Или можеби е во прашање финансиски страв. Многумина се грижат дека нема да може да ја платат керијата или заемот. Стравуваат за нивните компании што мора да ги затворат или стравуваат дека нема да имаат работа која ќе заврши ова пандемија. Што е да е? За други ситуацијата е уште полоша, тие се загрижени дека како ќе ги прехранат своите семејства. Тие се на работ, исполнети со неизвестност за иднината. Одговорот на овој ужасен страв е да се верува во Божјата љубов, во Божјата грижа и животните потреби кои тој ќе ги исполни. Божјата реч, почитувани пријатели, дава примери од реалниот живот на Божјиот народ во кризни денови и од начинот на кој тие развиле длабока доверба во време токму на таквите искушенија. Овие библиски истории ги откриваат вечните принципи кои изградуваат верата. Тие се напишани во друго време и на друго место, но ни зборуваат и за ова време и за ова место за нас денеска. Тие се напишани пред неколку векови, но со реалноста нивна зборуваат и за нашата реалност денеска во овој 21 век, кој е загрозен од ова разорна пандемија, која се е смрт. Затоа, да се држиме за Божите ветувања. Бог има контрола, драги гледачи, и во ова време на криза. Царството на Јуда се соочило со криза, вели Светото писмо. Уништувањето и смртта била пред вратата. Се чинило дека неизбежно ќе дојде до катастрофа. Големиот асирски цар Тиглат Палесер III бесно освојувал низ Блискиот исток. Тој поробувал се пред себе и уништувал. Тој веќе покорил голем дел од Западна Азија. Осија, царот на Јуда, бил главната личност што му се спротивставила на асирскиот агресор. Озија владел 52 години, некаде 791 година до 739 година пред нашата ера. За време на неговото владење, за владењето на Озија, нацијата напредувала. Пустинските подрачја биле обновени, ѕидишата на Ерусалим биле утврдени, нацијата ја проширила својата територија. Читайте ја Библијата, тоа го пишува таму. Јуда можел да се заблагодари за својата благосостојба на тоа што Озија му бил верен на Бога, но во чин на возгорденост, кога се возгордел и кога бил дрзок, се обидел да запали темјан во храмот и веднаш го ударила лепра и набрзо умрел. Народот бил обесхрабрен. Долгогодишниот владетел мртов се прочуло по целата земја. Катастрофата била сигурна. Секоја надеж за отпор на навидум, таа непобедлива војска асирска исчезнала како сенка. Жителите биле лишени од страв. Непријателските освојувачи се приближиле и се чинило дека не можат да направат многу во врска со тоа.
биле безпомошни и безнадежни. Во времето на таа катастрофа Исаја еве што пишува. Во годината кога умре цар Озија, јас го видов Господа, седнат на престолот, висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Исаја 6 глава 1 стих. Во центарот на кризата, небесниот престол не е празен, почитувани. Бог охрабрил својот народ, дека тој се уште се држи под своја контрола. Тој се уште владеел. Кризата не го изненадила Бога. Бог не остава сами и во време кога се бориме со големи неволи и предизвици. Пандемијата се уште беснее, но Бог се уште е на неговиот престол. Непријателскиот освојувач COVID-19 ја опустоши нашата земја, но во овие денови на искушение можеме да ја научиме лекцијата за довербата. Доверба во Бога, целосна доверба. Кога стравот и остапи местото на довербата, нашиот живот тогаш се исполнува со мир. Пророкот Исаја повторно го храбрува Божиот народ со силно ветување. Неговата порака одекнува низ ходниците низ времето. Цврстиот по дух, ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. Надевајте се на Господа за секогаш, зашто Господ Бог е вечна тврдина. Исаја 26 глава 3 и 4 стих. Единствениот клуч за преживување на секоја криза, почитувани, со која се ние соучуваме довербата, верување дека Создателот на Вселената, Откупителот на светот и нашиот жив Господ се уште не сака и се грижи за нас, без разлика што ни се случува сега или ќе ни се случи во иднина. Кога болест ја пустоши нашата земја, кога нашите тела ги мачи треска, кога животот се распаѓа, се уште можеме да веруваме во тоа, да веруваме во Бога, во неговите ветувања. Можеме да веруваме дека преку Светиот Дух Бог е со нас. Тој не зајакнува, тој не охрабрува, не поддржува, ни дава надеж за подобро утре. Ни укажува на денот кога нема да има повеќе болести, кога нема да има повеќе страдање и тага. Читаме во Јовановото откровение: и ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе. Ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Откровение 21 глава 4 стих. Нека овие текстови ги грее нашите срца, почитувани гледачи. Нека ни помогнат во овие тешки денови на пандемија, на криза, да се држиме верно за Словото Господово, за неговите ветувања и така еден ден за секојаш да бидеме со Исуса во новото небо и во новото царство.